Добродојдовте во урбаните вести. Деновиве заврши целосната реконструкција на улицата Црногорска во општина Ѓорче Петров. Ова е најавата за денешните вести, а во продолжение следуваат насловите за денеска. Турскиот уметник Омер Фарук Текбилек ќе го отвори 38-то издание на Скопско лето. Се прават нови ископувања за снабдување со вода за селото Дивље во Петровец. Нова енергетски ефикасна фасада, современо детско игралиште и чуварница во населба Пролет. Вечерва концерт Мала Италија патува на плоштадот Мајка Тереза. Театар, музика, литература ќе бидат дел од овогодинешното 38 издание на Скопско лето, кое честа да го отвори ќе има турскиот уметник Омер Фарук Текбилек. На манифестацијата ќе настапат над 100 уметници на отворените сцени низ градот, како што се плоштадите, Старата Скопска чаршија. А поддршка манифестацијата има и од институциите од областа на културата, Македонската опера и балет, МНТ, Драмски театар, Културно-информативниот центар и други. Богата програма за сечи вкус со над 50 содржини ќе понуди 38-то издание на Скопско културно лето, кое ќе биде отворено со концерт на еден од највлијателните турски музичари и композитори кој живее и работи во САД, маестро Омер Фарук Текбилек. Елизабета Кузмановска, член на извршниот одбор на Скопско лето, на денешната пресконференција информира дека жителите, но и посетителите на Скопје во летните месеци ќе уживаат и ќе можат да изберат да присуствуваат на 20 концерти, 8 представи, 3 промоции на книги и 10 филмски проекции во кафе киното кое годинава ќе се одржува во прекрасниот амбиентален простор на Сулијан. На манифестацијата ќе настапат над 100 уметници на отворените сцени низ градот, како што се плоштадите, Старата Скопска чаршија, а поддршка имале и од институциите од областа на културата, како Македонската опера и балет, МНТ, Драмски театар, КИДС и други. Овој градски летен фестивал содржи богата програма и тоа за сечи и вкус. Годинава имаме над 50 програмски содржини, околу 20 концерти, потоа имаме 8 театарски представи, 3 промоции на книги кои што се издание на Дирекцијата за култура и уметност, 10 филмски проекции содржани во манифестацијата позната кафе киното. Годинава ќе се одржи во Сулијан. Над 100 уметници, домашни и странски, ќе настапат на годинешната манифестација Скопско лето 2017. Гоце Трајановски, градоначалникот на град Скопје, кој заедно со Министерството за култура е покровител и финансиер на манифестацијата, истакна дека и оваа година ќе биде понудена квалитетна и уште подобра програма во однос на претходните години. Тој ги повика скопјани, туристите и посетителите во градот да присуствуваат на бројните културни настани, што ќе можат да ги посетат во наредните 40 топли летни денови. Во наредните 40 дена ќе имаат можност граѓаните на градот Скопје и многобројните туристи и посетители на град Скопје да присуствуваат на музички представи, на уметнички представи, на филмски представи и други културни представи кои што да ќе им овозможат да уживаат во овие топли, жешки, скопски летни денови, да ги поминеме што подобро, што позабавно. Митко Стефановски, директорот на Дирекцијата за култура и уметност, која го организира Скопско лето, посебно се заблагодари на Турскиот културен центар во Скопје, Институтот Јунус Емре, со чија помош успеале да го донесат Текбилек, врвен уметник во светски размери, кој според него со својата музика ќе ја одбележи годинешната програма и ќе остави белек и за сите идни години во Скопје, како едно исклучително музичко доживување. Токму затоа и неслучајно е одбран Текбилек да го отвори со својот настап овогодинешното Скопско лето. Текбилек, кој присуствуваше на пресконференцијата, истакна дека лично се чувствува пресреќен за присуството во Скопје и можноста да одржи свој концерт. Тој најави дека пред скопската публика ќе изведе колаж од својот репертоар во кој ќе доминираат романтичната и фолклорната музика.
Ben müzisyen olarak her zaman inanıyorum ki Јас лично во мојата музичка уметничка кариера се убедов, а верувам дека и вие сте убедени дека музиката е најдоброто нешто што може да не сплоти сите нас и да не сближи сите нас. onun için de bu organizeyi Посебно сум почестен и се чувствувам горд што ќе бидам тој што ќе го отвори овој прекрасен фестивал, фестивал кој што со уметноста и музиката ќе ги сближи сите луѓе без разлика на јазикот и етничката припадност. Пред настапот на Тигбилек на улица Македонија, светски реномираната американска уметница со потекло од Босна и Херцеговина Едина Селисковиќ ќе ја постави инсталацијата Мисли слобода. Проектот кој што го започнала во 2015 година во Сараево треба да гостува низ градови во 36 земји во светот, а ќе биде заокружен со негова презентација во Њујорк во 2020 година. Вториот ден на Скопско лето ќе биде во знакот на словеничката култура и уметност, со која ќе бидат одбележани Денот на државноста на Словенија и 25 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Словенија. Програмата на овогодинишното Скопско лето ќе се одвива на 18 локации и простори во Скопје, како што се театри, ликовни галерии, музеи, Старата Скопска чаршија, Сулијан, Централното градско подрачје, кои во летниот период се претвараат во летни сцени. Преку серија трки на 5 локации покрај вода низ Македонија и летово ќе се одржи платформата Ја трчаме Македонија во организација на Сдруженијето Прв до врв. Летната лига во трчање почнува на 2 јули во Скопје, а потоа следуваат трките во Претор на 9 јули, Дојран на 16 јули, Маврово на 23 јули и завршната трка во Охрид на 30 јули. Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв од Скопје и летово продолжува со платформата Ја трчаме Македонија преку серија трки на 5 локации покрај вода низ Македонија. Се работи за 5 трки на 5 километри, наменети за сите кои трчаат или сакаат да трчаат ова лето на предвидените локации во проектот. Летната лига во трчање почнува на 2 јули во Скопје, а потоа следуваат трките во Претор на 9 јули, Дојран на 16 јули, Маврово на 23 јули и завршната трка во Охрид на 30 јули. Во трките кои се дел од серијата Бич Ран 2017 може да учествуваат сите оние кои го сакаат трчањето, и тоа на сите, неколку или пак на само една трка. Остварениот резултат на секоја од трките носи соодветен број на бодови според кои се формира табела со резултати, чиј финален изглед ќе ги даде победниците на летната лига во трчање на 5 километри за оваа година. За победниците на секоја од трките и на целата лига е обезбеден паричен награден фонд од 1000 евра и спортска опрема за трчање. Пријавувањето за учество во Бич Ран 2017 е преку веб страната на www.prvdovvrv.mk. Настанот има за цел да го популаризира активниот спортски живот и трчањето во летниот период, кога луѓето се обично на одмори на плажа. Серијата Бич Ран го става трчањето во контекст на плажата и можностите за спорт и рекреација, што таа ги нуди. Токму затоа во серијата се застапени 5 најпопуларни дестинации покрај вода во Македонија, соопшти Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв. На ланското издание на серијата трки во Скопје, Претор, Дојран, Маврово и Охрид учествуваа 350 учесници. Поддржувачи на трките се и локалните самоуправи и деловната заедница. Македонскиот народен театар и танцовиот клуб Ребис денеска и утре ќе изведат одделни хуманитарни представи. Каде ќе бидат донирани средствата, ќе дознаете подоцна во вестите. Селото Дивле во општина Петровец, која се наоѓа на околу 800 метри надморска висина, ќе добие чиста вода за пиење до секоја куќа и викендица. Во тек се нови ископувања за вода, со што би се зголемил капацитетот за полнење на резервоарот кој треба да ги снабдува куќите, кои веќе се приклучени на водоводната мрежа, затоа што постојниот бунар може да обслужи само 10 до 15 куќи. Во селото Дивле во општина Петровец се прават нови ископувања за да се дојде до вода, која ќе го снабдува ова село, кое иако број околу 40 на жители. Сепак за време на викендите селото заживува затоа што голем е бројот на викенд куќи во Дивле.
Градоначалникот на општина Петровец, Борче Митевски, го посети селото Дивле и местото каде што фирма избрана на тендер вршеше ископување на местото каде што претходно било испитано. Митевски се надева дека на првото ископување ќе се најде вода за да се спречат трошоците за повторно ископување. Селото веќе има еден бунар и резервоар од 55 метри кубни, преку кој се снабдува со вода, но тој не е доволен затоа што во летниот период овој бунар може да обслужи само 10 до 15 куќи. Поради проблемот кој го има населеното место Дивле со вода за пиење, општина Петровец распиша тендер каде што избраме фирма која ќе изврши нови бушотини, значи ќе изврши нови истражувања на нови извори за вода, бидејќи знаеме постојниот бунар и резервоар што го имаме во Дивле се доволни само за 10 до 15 куќи, додека други не 60 куќи никогаш не можеа да дојдат до чиста вода за пиење. Токму поради тоа денеска сме сведоци дека фирмата Гейнг веќе работи на лице место, некаде до сега имаат избушено некаде околу 20 метри, а тендерот е направен за 70 метри. Да се надеваме дека до 70 метри ќе најдеме вода за да го обслужиме населеното место Дивле. Со искупувањето на вода која ќе го обезбедува целото село со вода ќе им се реши проблемот на жителите и на оние кои доаѓаат во викендиците. Во целото село има поставено водоводна мрежа и сите се приклучени на мрежата, односно има околу 75 приклучоци. Жителите и оние кои повремено престојуваат во Дивле, во моментов со вода се снабдуваат од природни извори. Едната чешма е на сред село, а другата чешма е над селото. Со ова ископување ќе се реши еден голем проблем за ова село, кое што е на околу 800 метри надморска висина. Нова енергетски ефикасна фасада, современо детско игралиште и чуварница во населбата Пролет се проектите на кои работи општина Центар Периодов. Општината исто така најавува и решавање на проблемот на основното училиште 11 октомври со водоводот и канализацијата. Општина Центар соопшти дека спроведува 3 значајни проекти во првата повоена населба во Скопје Пролет. На местото на старото руинирано детско игралиште поставено е ново и современо на 115 метри квадратни површина. Реквизитите се изработени од дрвени елементи и има куќарка, платформа, 2 клацкалки, 2 лулашки и полиетиленска лизгалка. За поголема безбедност на децата, како и во сите други 15 детски игралишта кои ги изгради општина Центар, според европски стандарди, ставена е подлога од гумени плочи со дебелина од 5 см. До игралиштето поставена е куќарка со стражар кој се грижи за сигурноста на граѓаните, но и за зеленилото и урбаната опрема. Непосредно до игралиштето е зградата на улица Цицо Поповиќ број 4 со површина од 1500 метри квадратни. Ова е втора зграда во населбата на која се поставува енергетски ефикасна фасада. Жителите на средбите со градоначалникот Андреј Жерновски се жалеа дека зградите се изградени по Втората светска војна и се руинирани. Зградата ќе го задржи автентичниот изглед, а со станарите е избран новиот колорит. И оваа фасада ќе ја заштити зградата од надворешни влијанија, а станарите ќе плаќаат до 30% пониски сметки за електрична енергија. До сега во општина Центар 15 згради добија енергетски ефикасни фасади. Во населба Пролет општината уради и внатрешен парк со трева и зеленило на површина од 6700 метри квадратни. Засадени се грмушки, 14 јавори, а поставена е нова урбана опрема. Намирата е да се продолжи со поставување на нови фасади и во другите згради, а до крајот на годината ќе се реши проблемот со водоводот и канализацијата во основното училиште 11 октомври. Утре на репертоарот на МНТ хуманитарно ќе биде изведена представата "Не се клади на енглези". Собраните средства ќе бидат донирани за лекување на Гоце Марковски, кој боледува од тумор на мозокот, и Марина Јовановска, која боледува од ретка болест на очите. Македонскиот народен театар утре со изведба на представата "Не се клади на енглези" организира хуманитарна акција за лекување на 2 млади лица. Средствата ќе бидат наменети за лекување на малиот Гоце Марковски, кој боледува од тумор на мозокот и на кој му се потребни средства за лекување, како и за 24 годишната Марина Јовановска, која има итна потреба од третмани и лекарства во Берлин.
Таа боледува од многу ретки болести на очите, кои доведуваат до слепило и во Република Македонија не се лекуваат. Подетални информации околу жиросметките и банките депоненти, како и отворените телефонски линии за донации, може да се најдат на Facebook страната на Македонскиот народен театар. Билетите се пуштени во продажба на билетарницата во МНТ и преку онлайн мрежата купи карти за се по цена од 300 денари. Хуманитарен концерт вечерва организира и танцовото студио Ребис за лекување на 21-годишниот Никола Колев, кој боледува од карцином на меко и сврзно ткиво. Цената на билетот е 250 денари. По повод 25 годишнината од постоењето на една од најстарите танцови и аеробик студија Ребис, со поддршка на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, организира хуманитарна представа концерт за 21 годишниот Никола Колев, кој боледува од карцином на меко и сврзно ткиво. Генерација X е представа кореодрама која зборува за детството во 21 век, какво влијание на децата има напредокот на технологијата, модата, интернетот, кои им се идоли и какви информации допираат до нив. Целта на представата е да постави прашање и понуди одговор. Представата е од едукативен карактер, како за децата, така и за возрастните. Ребис ги поканува сите хумани граѓани вечер во 20 часот да дојдат на овој хуманитарен настан во Македонскиот народен театар и со секој купен билет да донираат за младиот Никола. Цената на билетите е 250 денари и може да се купат на билетарницата на МНТ. Средствата од продадените билети ќе му бидат предадени на Никола за специјалистичките прегледи, кои му се неопходни и лекување во странство. Под отворено небо на плоштадот Мајка Тереза во Скопје вечерва ќе бидат изведени најпознатите канцони, шансони и шпански песни во рамки на концертот Мала Италија патува. Концертот Мала Италија патува, на кој ќе бидат представени шпанската, италијанската и француската култура преку најпознатите канцони, шансони и шпански песни. Вечер ќе биде изведен под отворено небо на плоштадот Мајка Тереза во Скопје. Мала Италија патува е настан роден од желбата и љубовта на баритонот Павле Камиловски кон музиката и пеењето. Ке настапат и Христо Арсовски како драмски тенор, Горан Начевски како баритон заедно со Бисера Чадловска како диригент и оркестарот на Македонската опера и балет. Камиловски вели дека музиката цел живот е присутна во него, најмногу поради операта. Тој верува дека единствено може да ги сподели емоциите кои го обиколуваат преку неговите настапи. За него пеењето е комплетно уживање кое не познава граници и затоа по 2 години на Мала Италија во Скопје тој одлучи да го организира настанот Мала Италија патува. Во знак на меѓуетнички и меѓурелигиски соживот, градоначалникот на град Скопје, Куца Трајановски, приреди ифтар вечера по повод рамазанските пости. Градоначалникот на град Скопје, Куца Трајановски, по повод рамазанските пости, организираше ифтар вечера. На ифтар вечерата присуствуваа представници од градот Скопје, членови на Советот на град Скопје, представници од јавните предпријатија, културните институции и средните училишта кои се во надлежност на градот, како и представници од повеќе општини во Скопје и Скопскиот регион. Ифтар е прекинување на рамазанскиот пост по заедисонце кај лицата од муслиманска вероисповед. Поточно тоа представува вечера за време на рамазанскиот пост. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден без струја ќе останат делови од општините Карпош, Кисела Вода и Аеродром. Поради закажани технички зафати во системот, без електрична енергија утре во време од 9 до 14 часот ќе останат потрошувачите од улица Козле од број 161 до број 181 и улицата Јури Гагарин од број 50 до број 80 во општина Карпош. Во периодот од 8:30 до 10 часот и 30 минути ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија кај дел од Тасино Чешмиче и дел од улицата Георги Скрижевски во
општина Кисела Вода. Во време од 8:30 до 14 часот и 30 минути струја ќе нема на улицата Христо Татарчев под улица 24 и околните подулици во општина Кисела Вода. И во време од 11 до 12:30 часот без струја ќе биде дел од улицата Февруарски поход во општина Аеродром. Следува период на притежно стабилно, а од средината на неделата и многу топло време. Максималната температура на повеќе места ќе биде над 30 степени, а долж по Вардарието над 35 степени. Преку ден ќе има умерено на облачување, а локална појава на краткотраен дожд е можна во четврток. МТМ Метео е во продолжение на вестите. МТМ Метео беше и последната содржина во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на МТМ телевизија. Довидување.